председателе. Почитувани колеги, на почеток на мојот говор да ви кажам дека се срамам, затоа што веќе не знам по кој пат ние зборуваме тука за криза, наместо да зборуваме за инфраструктура, за развој, за некакви инвестиции, ние постојано зборуваме за некакви кризни состојби. Лани кога ја прогласувавме првата оваква криза од овој тип за недостаток на топлинска енергија, го постави прашањето што до година. Што ќе правиме со наредната грејна сезона? И еве го добиваме повторно одговорот кој што беше лани прашање. Ништо, како и досега што би рекол Али Ахмети, или ќе вртиме во круг и сега пак ќе прогласиме кризна состојба, до година пак ќе прогласиме кризна состојба и ние цело време ќе бидеме во некакви кризи, наместо да почнеме да изнаоѓаме решенија на овие проблеми кои што се таложат благодарение на неработењето на власта. Ова со мене е сметка од БЕК. На оваа сметка нели си пишува на задната страна колку пари се издвојуваат за едно, за друго, за трето, за пето и има на задната страна меѓу другото, односно имаше до април месец, еден дел каде што пишува дека овој дел е субвенциониран од владата на Република Македонија и дека благодарение на нив сметката не била толку и толку поскапа. Не вре луѓе. Не е така. Тие пари, тој дел што е субвенциониран, е од Игор од Велес, од Коле од Радовиш, од Жаклина од Охрид. Тој не е субвенциониран ниту од Бектеши, певе и од останатите колеги да не се налутат од другите градови. Тој не е субвенциониран од джебот на Бектеши, тој не е субвенциониран од джебот на Битики, не е субвенциониран од джебот на Ковачевски или на Заев. Тој дел беше субвенциониран од граѓаните на Република Македонија, кои што плаќаа затоа што овие од влада немаа ниту лани план што да прават, ниту пак година имаат план што да прават. И сега ние зборуваме тука за нешто за кое што не знаеме што ќе биде утре. Ниту имаме конкретно каде ќе одат овие пари, ниту колку ќе бидат овие пари. Знаеме само некоја одредена количина на газ или алтернатива одредена количина во литража на мазут. И ништо понатаму не знаеме. Не знаеме колку ќе биде цената на гасот, не знаеме колку ќе биде цената на ова алтернативно гориво. И доколку почекаме уште некој ден, можеби ќе се случи уште некоја саботажа на Северен тек 1 или 2, па да рипне цената уште повеќе и ние ќе свириме како штурците што свирале среде лето додека мравките работеле. Ете таква дојде ситуацијата во Република Македонија. И сега читаме дека ќе имало 17 милиони евра издвоени за оваа криза. Јас ви гарантирам дека ако се почека уште некој ден, тие 17 ќе станат 20. Можеби и повеќе. Но она што е проблем, она што представува проблем и за нас, и за граѓаните на Република Македонија, е тоа што колку и да станат тие пари, никој не знае каде отишле. Имаме тука во ова прогласување на кризната состојба во одлуката еден член 4, каде што вели за мерките определени од членот 2 од оваа одлука се обезбедуваат финансиски средства од буџетот на Република Македонија и тоа е окей. Меѓутоа подолу пишува дека акционерското друштво Електрани на Македонија трошењето на средствата на овој начин доставува месечен извештај до владата и до Министерството за финансии. Па вие како пратеници, и јас тука ќе се ставам, нели имате желба да знаете каде отишле пари? Каде се тие извештаи да видиме колку пари се потрошени и зашто се потрошени? Постојано влегуваме од едно во друго прашање на кое што не наидуваме на одговор, а имаме одговорност пред граѓаните да им кажеме каде одат нивните пари. Овие пари наместо да се инвестираат во инфраструктура, наместо да се инвестираат во патишта, наместо да се инвестираат во спортски објекти или во училишта, ние постојано ги даваме заради прикривање на некаква неспособност. И немојте да кажувате, преска гледам пресконференција, 80% субвенционирала владата. Не бре луѓе, не субвенционира владата. Туку тие пари наместо да се наменат таму кај што треба се пренамениле за да ги покриеме Ковачевски и овој кој што сега го ставате некаков директор за да управува со некој дел од БЕК. Сега, тој што го ставате, Златко Пиперковски, на 24.11, ако не се лажам, лани или ден предходно, е разрешен поради немање резултати од работењето во ТЕЦ Осломи.
Замислете, човеков кој што пред една година сте го разрешили од и немал резултати, сега ќе го ставите одговорен да го надгледува процесот и да го води процесот за затоплување на Скопје. Какви небулози, навистина, не можам да сватам со кој памет се прави ова. Доколку не се обезбеди. Сега што ќе се случи ако не се обезбеди, а многу е голема веројатноста да не се обезбеди газ. Затоа што Србија, која го купува гасот од Газпром, си имаат таму договори дека не смее да го препродаа. Ако смее да го препродаа, логично е првен да го препродае на Република Српска, а не нас да ни даваат се и се што, затоа што немаат обврска спрема нас. И на крајот на криштата, оној интерконекторот во Бугарија е под контрола на Газпром. Не е под контрола ниту на Вучич, ниту на Ковачевски, ниту на овој од Бугарија, како и да се викаше сега, не е битен човекот, отиде во историјата. Така што, ние не можеме да се надеваме дека нас Газпром ќе ни, како ќе ни даде? Еве и тие луѓе имаат менеджмент кој што во континуитет работа таму и кој што во континуитет гледаат што се случува во Република Македонија. Па во Република Македонија носечките политичари кажуваат да не се точи гориво на Лукойл. Носечките политичари кажуваат дека нема да се тргува со руски газ. Сега тоа не важи и пак ќе се врати. Мислите дека така ќе ви простат? Мислите дека било која држава е држава како Република Македонија со неконзистентни ставови? Не. Тие луѓе знаат што прават, а ние за жал не знаеме што правиме. И сега, доколку тоа не биде, што ќе се случи? Ќе нема затоплување? Или пак граѓаните, можеме да кажеме дека нема да им наплаќаме сметки, ама ќе се префрлат на струја. Грејењето на струја ќе оптовари мрежата и ќе дојде до нови рестрикции, оние кои што ги најавуваме, доколку остане ваквата состојба со енергијата во Република Македонија, ќе дојде до рестрикции и пак сите ќе изгубат. Сметам дека оваа топлинска криза ќе ја донесеме сега чисто само заради луѓето да не измрзнат како кучиња. Инаку, нема апсолутно никаква основа да се поддржи од вакво нешто, затоа што знаеме дека луѓето кои што се предложени да раководат со овие институции се криминогени, затоа што вие сте кажале дека се криминогени или дека не ги бива, затоа што сте ги смениле пред една година, а сега ги предлагате за да бидат нормално пак на раководните позиции, затоа што немате никакви извештаи за парите каде одат, ниту пак знаете колку пари ќе отидат. И претходно слушнав дека товарот одел на грбот на граѓаните. Да, товарот оди на грбот на граѓаните, меѓутоа оди затоа што не се произведува доволно електрична енергија во Република Македонија. Ете, затоа оди товарот на грбот на граѓаните, затоа што се увезува. Кога ќе произведеме, кога ќе озголемиме производството, нормално е да нема притисок на потрошувачите и да падне цената. Меѓутоа, ние кога ништо не произведуваме, кога се ни е од увоз, тоа е нормално да оди зголемувањето на цените. И за крај само ќе кажам дека Центарот за управување за кризи преку МВР, таму нека не си прават бајрам на паметот и да кажуваат дека биле спремни за справување со евентуални протести поради зголемувањето на цената на енергенсите, затоа што од една страна велите дека граѓаните се задоволни или ќе бидат задоволни, а од друга страна имаат многу побитни работи отколку да се занимаваат со организирање на протести. Благодарам.